Да, советите од нашата нутриционистка ги чувавме за самиот крај на емисијата. Ова утро со нас Бојка Динева Јовановска. Добро утро, Бојка. Добро утро. Добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Денес малку ќе започнеме темата обратно, затоа што секогаш, нели, на хартија знаеме сите што значи здрава исхрана, здрав начин на живот, но ајде сега да видиме каде всушност грешиме. Со оглед на тоа што имаш долгогодишно искуство со многу клиенти, пациенти, би започнала оттаму. Прво кој ќе дојдат кај тебе, претпоставам ги распрашуваш кои се нивните навики, каков е нивниот начин на исхрана, па како би го оценила вака генерална слика една за нашиот начин на исхрана? Пред се би кажала дека младите и повозрастните имаат нарушен биоритам. Тоа е прво и основно нешто кое што треба да ни е во ред, за да имаме ние успеси во текот со целата таа исхрана и со тој начин на живење. Значи, нарушениот биоритам, легнување многу доцна, недоволен сон, некој спие по 4 до 5 сати, а треба барем 8 сати да имаме добар и квалитетен сон. Непрекинат, не така. Да, како што разговаравме сега пред малку во темница. Се прозевавме цело време двете наспани во апсолутна темница, така ништо да не ни светка, ниту едно апаратче во домот. Да, за да имаме убав и квалитетен сон. Друго кое што сум го приметила, не се јаде наутро тоа што треба да се јаде. Едноставно грешката е права што гладуваат. Многу од нас луѓето гладуваме од кога ќе станеме сабале, да речеме од 5-6 наутро, зависно кој е на работа, до 12 сат се не се јаде ништо, а се има цигара и кафе. Морам стварно да ги искарам, рече на моја камерата, значи не може да почне денот со кафе и цигара, чаша вода нема, свежа овошје нема. Зошто е толку важен појадокот, Бојка? Ајде тогаш за да имаме во текот на целиот ден енергија, многу е потребно во периодот од 5 наутро до 12 на пладне, кога е периодот на детоксикација, елиминација, ни во тој период да јадеме тоа што треба, за да имаме редовна столица, редовно празнење на цревата и за да добиеме таа енергија која што не е потребна ние целиот ден да го издржиме, за да нахраниме нашиот организам, како он нашто не чува, треба ние него да го чуваме, треба да внесуваме појадок квалитетен. Сега некој ќе каже, јас морам да јадам бурек со нешто за да ме држи. Не, бурекот ќе те држи 1 сат. Што и друго да јадеш ќе те држи сат, 2. А едно убаво смути кој ќе направиш ти наутро, богато со ензими. Ензимите даваат живот, ни даваат енергија. Тогаш ти ќе имаш квалитетен појадок и тогаш денот ќе ти биде со фул енергија. Едно цело смути да испиеш ти 3-4 сати ќе ти имаш енергија. И после дополнително јадеш ти свежо овошје, кога имаш дополнителната енергија, очите ти се отварат, како викаме сабајле вода, кој ќе се напијам така малку од чешма или поладна, очите ми се отварат. Кога ќе го измиеме лицето наутро со вода, одма се освестуваме. Тоа не може со ништо друго да направиме. Не можам јас да станам од спиње гладна и цел ден ништо. Прво немам енергија, не ми работи организмот, не ми работи мозокот, не може да функционира затоа што не му давам ништо за што мозокот да функционира. А мозокот ни е центар на целото наше тело, нашиот Значи, водич. со други зборови, со кафињата само се подзалажуваме. Точно, убаво е кафе, но прво што ќе биде овошје, вода, па кафе. Тие 3 како ритуал. Јас не викам да не се пие кафе. Убаво е кафе 1 до 2 во денот, секако без шекер, но да се има и овошје, храна која што ни даде нас енергија. А единствено нешто што ќе даде енергија е овошје до наутро. Некогаш може да се стави морков, да се направи смути, зеленчук и овошје, но зависно кој за кого како сме или не сме тоа да го направи. Значи гладувањето, нарушен биоритам, гладувањето е втора грешка која што не смее да правиме, не смее појадокот ние да го прескокнеме. Грешки понатаму кои што се прават. Знам, ама во наша одбрана на тие што правиме така, имаме чувство дека ако уште од рано наутро започнеме со јадење, дека цел ден ќе јадеме. Да, зависно како ќе се го програмираш. Што значи нешто во умот малку треба да твоето мозоче, како ќе го програмираш и со која мисла стануваш. Јас ако станам и кажам јас сега ќе јадам, леле па кој сад цел ден ќе јадам. Не, сега појадувам. После во колку во 12 ќе имам ужинка, во 4 ќе ручам, готово и се насочувам кон работата, кон тоа што денот ми го носи. Не треба јас да мислам само на јадењето. Како се викаше тоа, не јади за да живееш, живеј за да јадеш. Ги спомена Бојка и ужинките, тоа сакав да те прашам. Дали ние точно знаеме што е ужинка?
Затоа што некогаш можеме само да ја крстиме ужинка, а всушност да е цел оброк, така? Цел оброк, да. Значи ужинка Што е точно нешто... се подразбира под ужинка, ете Да, така. нешто е како и во градинките што даваат ужинка, нешто малечко, кое што ќе те засети во моментот, да речам. Како десерт би дошло ужинка, како десерт, но треба да внимаваме што е таа ужинка, треба да е едноставно помал оброк. И тука ние греше да, ала што, ете така ми помагаше во овој разговор. Значи ужинка е нешто што е помало, а што околу денот, околу 12 сат, види, ние можеме и без ужинка. Ако не јадеме доволно овош и пиеме доволно вода, правиме смути, чај, какао, си додадеме и какаото е многу убав, здрав и јак напиток, нема да имам потреба за ужинка. Но ако имам потреба за ужинка, нешто тоа ќе биде нешто минимално со свеж зеленчук. Што и да одберам нешто, дали е здрава лепчица, некој здрав намаз, 1 до 2 лепчиња. Обавезно ставам свежа краставица. Зошто? Зашто свежата краставица е таа која што ќе ми даде мене ензими, кој што ќе ми даде сила за да бидам и јас сита и со повеќе енергија. Лепчето и зеленчукот заедно. Или сакам мини оброк, пример, макарони, или сакам палента, или сакам тарана, кускус, булгур, има многу видови на ужинка, која што е минимална, со зеленчукот ќе ни даде нас енергија. Ручек е ручек, значи јадам гравче, јадам грашак, јадам манџа, компир, ориз јадам, значи ручек да се наручам. Ручекот се знае кога Колку треба. ни се како народ проблем количините? Знаеме ли да ги измериме или обично претеруваме? Тука лежи зајакот. Тука, како да ја Точно. најдеме вистинската мера? Да, значи не може додека ние самите не си поставиме ред, здрав начин на живот, здрав стил на живење, тоа не може да се стекне од денеска за утре. Треба самото тело да си го слушаме. Понекогаш јас ја правам таа грешка, но се трудам да не ја правам. Кога почнувам да јадам, почнувам да јадам свежа салата, продолжувам со манџа. Сега збориме за ручек. За да се поднаполни мешето. Да. Така. Кога одиме во ресторан, јадеме салата, мезиме со ракија, кој како си има нели желба, веќе ние сме најадени од салатата и месото што после тоа нели доаѓа, ние не можеме да го изедеме. Свесни сме дека ние сме најадени од салатата, меѓутоа навиката да јадам јас или морам да јадам јас или ќе останам гладен, а свесен си мозокот ти дава сигнал ти си веќе најаден. Да изедеш една македонска салата или шопска, не е битно, со малку сиренце, ти веќе си најаден, ти немаш потреба да јадеш месо, мозокот ти кажа и стомакот, јас сум најаден, не ми треба мене дополнително. И тука ја правиме таа грешка. Ние се прејадуваме, не сме свесни колку јадеме. После една чинија манџа со салата да одмориме 5-10 минути, да гледаме на една точка, не е битно. Ќе сваќаме дека јас сме сум сити. најадена. Се додека јадеме брзо, јадам све што гледам на маса, ја немам осет дека сум најадена. И после тоа ни е лошо, ни е тешко, ни паѓа притисок, стомакот ни се дуе, па дополнително вода кога пиеме после јадење. Тоа е веќе друга тема, тоа дополнително ни станува лошо. Друга тема, но јас сакав и тука да ја споменеме, затоа што обично нели додека јадеме и некоја течност внесуваме. Разбирам сега соковите, благи да ги елиминираме, но не сме требали истовремено и вода да пиеме. Да. Зошто? Ние обично мислиме таман да си го исплакнеме малку желудникот, па едно залче, па една голтка вода. Да. Така прават и многу дечиња и тоа и кај дечињата вискано кај моите деца не го Па дозволувам. тоа родителите им го наметнуваме, Да. веројатно, да. Затоа што ние кога пиеме вода, после јадење со јадење, ние не дозволуваме храната да ни се вари правилно. Сите киселини во желудникот кои што помагаат да се вари таа храна, ние со водата ги стопираме. И тука не се доварува храната, остануваат цели парчиња во желудникот и многу тешко одат во цревата за да се сварат. Значи водата стопира. Затоа не сме да се пие во јадење и по јадење. По јадење може една голтка кога да исплакнам устата, да. Голтка до 2, ништо повеќе. Што значи треба пред јадење? Да, пред јадење, во текот на денот, како си јадам овоше, како си пијам вода, си јадам ужинка, дури после ужинката 1 сат треба да се направи пауза, иако е помал оброк, да има време таа ужинка да се свари, за кој ќе испијам водата да не ми прави проблем. Значи таа веќе е сварена. А ручекот треба подолго време, затоа што ручекот му треба 2 до 3 сати, зависно нели што јадеме за оброкот. Да, нас ни помага и свежата салата. Но мора да внимаваме да не пиеме вода затоа што прави застој во варењето. Зашто кога ја кажам леле се подув. Се подува тоа што храната не ти е сварена, не почнала да се вари, а ти веќе и ставаш затоа и она не може понатаму. Значи, Ќе се свари за 5, 6, 7, 8 сати. Нема да се свари како што треба правилно за тие 2 до 3 сати. Може да се пие чајче со ѓумбир во прав. Зошто? Зашто ѓумбирот во прав помага
варењето на храната да биде побрзо. Чајче може да пиеме додека јадеме и после јадење. Можеме и супа бистро, зеленчук сварена, само течноста, со малце џумбирче, дополнително помага во варењето на храната. Вода како вода не смееме да пиеме. А што е со разните комбинации што ги правиме, значи и леп, и компир, и се да има, така? Све. И одеднаш колку тоа го оптеретува желудникот. Како ми ја знаеш, очите ни јадат нас. Да. Не му се јаде на стомакот, му се јаде на мозокот. Се јаде како гледаш нешто шведски маси, кога одиме леле, све ќе јадам. Значи тоа е погрешно. Се додека тој момент не го сватиме, не си програмираме во главата дека јас све што гледам секој ден. Не мора јас од све што е на масата да изедам. Да мешаме и протеини, да мешаме и јаглехидрати, односно кога јадеме нашето омилено оривче со копанчиња, правиме огромна грешка. Кога идеме по свадби, по ресторани, има месо, има компир, има ориз. Страшно лоша комбинација, затоа што не се вари доволно храната, зашто ни прави дополнителна задршка на сето тоа што го јадеме. И тука доаѓа и дебелење и од самите тие протеини и јаглехидрати што се мешаат. Имаме комбинации на здрави протеини, здрави јаглехидрати кои што може да се користат растителни за да немаме проблем. Значи мешањето, таа комбинација е на месо и салата. После 2 сати ќе ми се пријаде нешто, ќе земам риба и салата. Значи, поготово кога сме сега свадби, има премногу. Не мора све да изедам во моментот, ќе изедам салата. После некој време ќе јадам мефце со салата, имало компирче. Да почекам 2 сати, свадбите траат со сати. Па компирче со салата, значи пак салатата ја потенцирам затоа што треба, таа ни помогне за да се свари јадењето. Ако мешам све, ништо не сум направила. Само ќе се поправам, само ќе се подујам. Таа лоша комбинација дефинитивно треба да се исфрли. И количински. Јас никогаш не кажам како нутриционист, колку треба да се јаде количински, но треба реално да внимам. Ја не можам сега да земам цела 400 грама кикирики да изедам, пример. Сега ми дојде што се најкалорични. Или да изедам сега 3 чини граф и салата, не знам, 3 патлиџани. Тоа е премногу. Без разлика колку е вкусно. Да, така? значи треба да се има Бојче, немаме уште многу време, уште една Да. минутка ќе те замолам за крај околу нашиот традиционален начин на подготовка. најбитното. Да, најбитното, нашите манџи со запршки, колку од она кој ќе се свари, превари, препржи, останува од здравото на вистина во манџата, без разлика што велиме, нели, дома е домашно. Домашно, да. Значи на времето се правило готвење манџи со запршки, што е многу лошо. Значи се што се става треба да се вари. Ставам црвен пипер, ќе ставам солце, тоа поросувам солце, црвен пипер, секој зачин што го сакам. Сакам масло, кој ќе биде готова манџата, го тргам тенџерето на ладна рингла и тогаш ставам масло, мешам за да не го преработа маслото, да не оди во трансмасти. А трансмасти прави замастен срдроб, прави холестерол, прави триглицериди. Едноставно и просто тука е големата грешка што ја правиме. Све вариме. Сакам да згусна манџичката, све што ми е во манџата на страна ќе го изблендирам, ќе го вратам во манџичката. Ќе додадам хеда, просо, киноа или амаранта, безглутенски житарки, кои што ја згуснуваат манџичката, а воедно комбинацијата тие житарки и мешунките добиваме голем број на протеини здрави, многу повеќе отколку од месото што добиваме. Ем густина, ем здрави протеини внесуваме, нема запршки. Како за возрастните, така и за децата. Да се избегнува повеќе да печеме во рерна, најправилно, најздраво, отколку се тоа да пржиме. Во случај нешто да сака некој да испржи стекче, да испржи нешто да биде со маслиново масло или со путарче, но сепак да гледаме да избегнуваме масло. Има сега секакви апарати кои што може да се готви нели без масло, тоа е добра варијанта, но да внимаваме да не запржуваме храната. Повеќе да печеме отколку да пржиме. Одличен совет, Бојка, многу ти благодарам. Знам дека уште многу, но доволно е овие да ги свариме, преработиме и примениме, па ќе оставиме и други совети за твое следно гостување. Поздраво. Што е возможно Сварено, испечено, подобро отколку све пржено. И подобро за домаќинката, помалку време да поминува во кујна, така? На тој начин, да. Ти благодарам многу, Бојка, се гледаме повторно секако со твои нови совети.